Во изолација и под надзор кучето кое завчера нападна и касна дете во Катланово. Ветеринар 15 денови ќе ја следи неговата состојба за да види дали ќе појави симптоми на беснило. Според информациите од инфективна, 9-годишното момче е во добра здравствена состојба и неговиот третман продолжува во дневна болница. За 20 дена ова е трет напад на кучиња врз деца, од кои 4-годишниот Джеваир од Кичевско Бачиште им подлегна на повредите. Првиот ден се прави клиничка слика, 7-тиот и 15-тиот ден. Се до тој момент животното е во изолација за да се види неговото однесување за преземање на понатамошни мерки. И покрај се почестите напади и револтот во јавноста, надлежните на терен се уште се соочуваат со проблеми да ги заловат кучињата. Јас имам и често дојави и таму каде што живеам, дури ми пристапуваат граѓаните да ми кажат дека има кучиња скитници, но кога ќе излезат инспекторите на терен, најчесто и самите граѓани, оние кои сакаат да ги чуваат и ги чуваат бездомните кучиња на некој начин се грижат за нив, ги тргаат од улиците, ги тргаат од парковите и впрочем на некој начин и добиваат и заштита. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство најави дека ќе ја засилат соработката со општините, чија обврска е што поскоро да обезбедат стационари за згрижување на бездомните кучиња. Над 100 граѓани месечно завршуваат во болница поради каснување од кучиња. Според евиденцијата на надлежните, нападите биле и од домашни миленици и од кучиња скитници.